Во време на пандемија, кога ЗАЕВ предлага намалување на платите на административците, власта вработува нови лица, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Лидерот на опозицијата вели дека доколку власта на вистина сака солидарност, треба да го повлече предлогот за драстично кратење на плати на работниците и да се откажат од функционерските плати и да работат бесплатно додека трае кризата. Во исто време, кога ЗАЕВ им порачува на работниците да стиснат заби затоа ќе се кратат плати, во општината каде се власт Газибаба обезбедуваат 15 милиони денари за нови привремени партиски вработувања. Каква е таа солидарност кога на стопанството му велите да се стрпи, во исто време удирате по работниците и кратите плати, а од друга страна вработувате нови партиски кадри. Од опозицијската партија велат дека во време кога целиот свет се бори против COVID-19, ние мора да се бориме дополнително со уште една епидемија. Епидемија на партиски вработување на СРСМ во администрацијата, обвинуваат од партијата. Само последните неколку денови се склучени 65 договори со агенции за привремени вработувања, кои од буџетот на државата ќе потрошат милиони евра, велат од опозицијата. Еден куп нови договори се потпишуваат на неопределен однос на авторски договори со многу институции во Македонија за договорци, така наречена, да работат во институциите. Или отприлика 65 институции потпишуваат нови договори со нови луѓе да се вработат. Јас би сакал да прашам, предходно беше и Дамјан Манчевски. Што е толку итно во овој период во Домот на културата во Кавадарци се вработуваат луѓе? Дамјан Манчевски вели дека предлогот на СРСМ за подобрување на економската состојба опфаќал и намалување на платите на функционерите и членовите на управните одбори. Оние членови во одбори, ако се вработени, нема да земаат приход од членството во одборот, а трета поред е администрацијата. Има и друга варијанта, кратењето на платите се надеваме би била времена мерка кој излеземе од кризава брзо. Можеме да направиме поврат на овие пари, што ќе се скратат во следните месеци. Прво велиме кратење на платите на функционерите, а потоа велиме солидарност. За да се платат даноците, граѓаните може да платат даноци, мора да ни функционира приватниот сектор. Инаку председателот на СРСМ даде предлог да бидат намалени платите на вработените на јавната администрација, односно да земаат плата до 14.500 денари.